Председателот Доналд Трамп ги постави своите услови за континуирана американска поддршка за Украина и започна дипломатска офанзива со цел да ја заврши речиси 3-годишната руска инвазија на окупираната земја. Ние добивме безбедност за нашите пари. Ке бидат обезбедени со ретки метали, имаат нафта и газ и имаат многу други работи. Ние бараме безбедност за нашите пари и тие се согласија на тоа. Украина се согласи со тоа. Не. Ке испраќаме, но сакаме да биде обезбедено и парите да бидат обезбедени. Американските законодавци одобрија речиси 183 милиарди долари за воена и невоена поддршка за Украина од февруари 2022 година, според новиот извештај доставен до Конгресот во средата. Остануваат достапни нешто помалку од 40 милиарди долари. Коментарите на Трамп представуваат бурен ден на дипломатија, вклучувајќи повици меѓу Трамп и неговите руски и украински колеги. Украинскиот председател Володимир Зеленски потврди дека тој и Трамп имале долг разговор. На состанокот во средата со новиот секретар за финансии на САД во врска со потенцијалниот економски договор, Зеленски го истакна главното барање на Украина во незиниот мировен план, членството на Украина во НАТО и незината потреба од безбедносни гаранции. Ја прошу у президента Трампа. Го замолив председателот Трамп да ни даде безбедносни гаранции, да и помогне на Украина да не зајакне. Се разбира, мора да разговараме и со Европа, бидејќи треба да имаме уште поголема армија. Сега имаме буџетски дефицит, но за да имаме уште поголема армија, барем колку што е сега, и да ја нахраниме и вооружиме, потребно е да имаме големи ресурси. Овие пари мора да дојдат од некаде. Ова се од прилика безбедносните гаранции. Трамп исто така рече дека ќе се сретне со рускиот председател Владимир Путин во Саудиска Арабија во не толку далечна иднина. Тој изрази надеж дека одлуката на Москва за размена на американскиот учител Марк Фогел со рускиот крал на сајберкриминалот ќе постави добар пат за преговори за завршување на војната. Кремљ, говорејќи за размената на затворениците, го рече следново. Естествено, таким договоренностям предшествует. Нормално ваквите договори се претходица на многу внимателна преговарачка работа. И се разбира, ваквите договори веројатно нема да можат да станат точка на пресврт, но истовремено чекор по чекор, овие се одредени чекори за изградба на таа меѓусебна доверба помеѓу Русија и САД, која сега е на најниско ниво. Подпредседателот J.D. Венс патува од Франција во Германија, каде што ќе ги води разговорите на високо ниво на САД со Зеленски во петок во Минхен, како дел од неговото прво патување во странство во оваа улога.